се шири фронтот за отпор за изградба на мали хидроцентрали во регионот откако и Советот на општина Пробиштип донесе заклучок за преиспитување на постапката за изградба на мини хидроцентрала на Шталковичка река кај Турско Рударе и ќе побара нејзино стопирање. Ова минатата недела го најави и градоначалникот Драган Анастасов, кој во битката за стопирање на овој спорен проект прв застана зад жителите на Турско Рударе. Општина Пробиштип бара начин како ова да се спречи. Еден од чекорите кои што ги презема и током преку вчерашната седница на Советот и поддршката од советниците, за да можеме да ја спречиме, односно да не се изгради оваа мини хидроцентрала, која што за жал општина Пробиштип не е сама во оваа битка, туку се 37 дозволи дадени 2016 година и ова е единствениот начин ако успееме да ја спречиме. Ваквата разврска на настаните е нов ветер во крила на локалното население кое веќе извесен период со блокади на локалниот пат се обидува да ги спречи активностите за изградба на хидроцентралата. Секој се надева дека ќе извојува битката, ќе видиме. Ако е навистина Министерство за животна средина, ќе застане на наша страна. Ако не застане на наша страна, не е Министерство за животна средина. Туку е Министерство за уништување на животна средина. Со правници се договараме, правиме пресметки шо како собираме документи, се што можеме да приложиме за да докажеме дека тоа е штетно за сите, а корисно за никого, само за тие инвеститори. Хидроцентралата кај Турско Рударе е со градежна дозвола од пред 7 години. Јавноста за неа разбра дури неодамна, откако механизацијата се појави на локацијата и започна подготовки за градба. Инвеститорот Дисенергија во неколку наврати е категоричен во најавите дека не планира да ги сопре активностите и дека објектот ќе биде согласно сите еколошки стандарди. Ја имаме целата документација и со работа ќе продолжиме. При тоа ќе ги почитуваме сите законски одредби кои се пропишани за мини хидроцентралите. Изјави од компанијата Дисенергија. Ова не е доволна гаранција за населението кое во хидроцентралата гледа закана за животната средина, опасност од уништување на 1 километарскиот водоводен цевковод, но и сопирање на водата за наводнување на неколку хектари земјоделски површини кои се екзистенција на 30 семејства.